Во денешниот дневник на ТВМ ќе гледате: традиционалното излетничко славење на 2 мај го оставивме длабоко во минатото. Охрид деновиве полн со туристи, сместувачките капацитети исполнети над 80%. Осма регионална наставничка конференција во Охрид. Традиционална струшка литија во среда 7 мај. Меѓународниот ден на трудот во Турција помина во знак на насилни протести. Со дневникот започнуваме повременската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Во Охрид денес по свежото утро во текот на денот имавме претежно сончево, топло и ветровито време со појава на локална облачност. Максималната дневна температура изнесуваше 23 степени Целзиусови. Во текот на ноќта, петок кон сабота, ќе преовладува претежно ведро време со локална облачност. Во сабота во најголем дел од Европа ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. Ќе биде ветровито и посвежо со пад на дневните температури. На Британските острови, Апенинскиот и Балканскиот полуостров ќе преовладува претежно ведро време со локална облачност. На Балканскиот полуостров утре ќе преовладува претежно сончево и многу топло време со дневни температури кои што се над повеќе годишниот просек за овој период од годината. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 25 до 29 степени. Во Македонија во сабота ќе преовладува претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. Ќе дува слаб ветер од променлив правец. Минималните температури ќе се движат во интервал од 4 до 13 степени, додека пак максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат до 20, односно до 30 степени. Во Охрид во сабота ќе преовладува претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. Ќе дува до умерен југозападен ветер. Минималната температура од 9 степени, додека пак дневната ќе достигне до 24 степени. Во Охрид во недела ќе преовладува претежно сончево време со појава на локална облачност и максимална дневна температура до 24 степени. Во понеделник умерено облачно и посвежо време со повремени сончеви периоди. Минималната температура од 10 степени, додека пак дневната ќе достигне до 23 степени. Во вторник умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. Утринската температура од 11 степени, додека пак дневната ќе достигне до 19 степени Целзиусови. Професионален сервис за хемиско чистење на облека Хембој, повеќе од 50 години со вас. Единствени во регионов работиме со dry cleaning или суво чистење. Не дозволувајте импровизации со вашата деликатна облека. Хембој работи по сите европски сертификати и стандарди со најсовремени машини и методи за dry cleaning, она што го бара производителот на вашата облека за правилно одржување на истата. Вршиме услуги за водено перење на кебиња, постелнини, јоргани, наддушеци и прекривки. Традиција и квалитет повеќе од 50 години. Хемиско чистење Хембој. Доживеете врвен квалитет на живење во современиот Порта Скопје Бајадора. Стамбено-деловен комплекс, символ на луксус, удобност и сигурност. Во АМ магазинот се складираат голем број производи, кои преку синхронизирана работа на вработените успешно и навремено се дистрибуираат со сопствени возила. Кујната Анабела е веќе добро позната по неодоливиот вкус на домашни готвени јадења.
како и кетеринг услуги за секакви настани. Секое утро нека ви започне со вкусните пецива од пекара Тамаро. Тамаро лебот стана препознатлив бренд кај потрошувачите. Зеленото пазарче изобилува со разновидни свежи зеленчуци и овошје. За вас, потрошувачите. Месарата Тамаро го има стандардот за најсвежо месо и месни производи. А во рибарницата секогаш може да најдете свежа риба и морски плодови. Располагаме со посебен дел за здрава, органска храна и голем избор на суплементи. Зад успехот на компанијата стои менаџерскиот тим на Тамаро Холдинг, кој со постојани обуки гради тимски успех на целата компанија. Го создадовме најголемиот хипермаркет според вашите потреби, бидејќи Тамаро маркетите се повеќе од маркет. Благодарение на вас, верните и лојални потрошувачи. Добар ден! Прво издание на Дневникот на ТВМ. 2 мај како неработен ден посветен на скара и музика на излетнички места полека, но сигурно го сместивме во минатото, според многумина како рецидив од социјализмот. Денеска за работниците е обичен работен ден, а за администрацијата продолжен викенд, доколку народски кажано си споиле. Охрид е полн со гости од земјава и регионот, но нема масовно дружење на уредени излетнички места, како некогаш на синдикални. 2 мај во минатото неработен ден, кога фамилиарно или со друштво се одело на пикник и скара на некој од излетничките места. Денеска работен ден без исклучок за работниците во приватниот сектор, а за добар дел од администрацијата продолжен викенд. Традиционалниот пикник што се организирал за 2 мај се искорени во 2007 година, од кога денот на трудот место 2 започна да се одбележува само еден ден. Вториот ден од празникот на трудот до пред 2-3 децении во Охрид се прославуваше на омиленото за охриѓани излетничко место Синдикални или Свети Стефан. Паметам, тие добри времења беа неработни денови и 1 и 2 мај масовно се излегуваше излетнички. Тоа беше символ страшен на работничката класа. Веројатно државата во минатото ја негуваше работничката класа многу повеќе и се бореше за правата на работниците. И паметам илјадници луѓе распослани надвор под дрва во сенка, со убава музика, со некогаш изгледаше како панаѓур, но паметам како дете на крајот од денот све беше чисто. Денеска на потегот од Горица 3 до Свети Стефан нема услови за излет од таков обем како во минатото, но како да нема веќе ни идеја која ги сплотува луѓето за такво дружење, вели професор Зоран Тунтев. А каде би оделе? Можда Љубаниште во кампот, може би на некоја полудива плажа, Лагадин, може би на таа линија покрај улицата, брегот, па евентуално кај Трските, ама тој е фрагилен простор, не трпи повеќе можеби од 1-2 луѓе. Не гледам веќе простор таков како порано. Денес на толку коцкарници, кладилници, брза храна и ефтин алкохол, не сум сигурен дека луѓето не ги спојува веќе. Треба да верувате во некоја идеја за да излегувате заедно. Не гледам такво дружење како порано. 1 и 2 мај може би не се слават како во минатото со масовни дружења и скара, но туристички Охрид е полн со гости од земјава и странство кои уживаат во поинакви облици на забава, во кафе, барови, ресторани и хотели. Првомајскиот викенд е увод во главната туристичка сезона, за која очекувањата се повеќе од оптимистички. Охрид е преплавен со туристи. Најбројни се туристите од соседството Србија, Бугарија, Албанија и Грција, но ги има и од европските и азиските земји. 1 мај навестува плодна сезона.
Охрид деновиве полн со туристи. Сместувачките капацитети исполнети над 80%. Најбројни за првомајските празници се групите од соседна Србија. Тие се тука од вчера, остануваат се и до недела. Ги има и домашните туристи, групи од Црна Гора, Словенија, Грција, Бугарија, Турција, но и од европските и азиските земји. Луѓето да прошетаат, да се релаксираат за овие празници. Мора тука да споменеме и добрата гастрономија, значи добрите вина, све повеќе луѓето кои доаѓаат се препуштаат на гастрономијата, на добрата кујна во Македонија и во Охрид, така да и добрите вина секако. И мислам дека кога све тоа ќе се вклопи све заедно, имате на добра приказка. Доаѓаат многу азиски гости од Азија, Јапонија, Виетнам, Малезија, многу се атрактивни и тие многу се чудат на староста, на антиката, на традицијата овдека, на посебниот начин на живот. Туристите се воодушевени од Охрид, ги посетуваат излетничките места, музеите, културно-историските споменици, црквите, уживаат во прошетките со бродовите. Градот е многу убав. За езерото е се уште ладно, но ми се допаѓа градот. Преубаво е. Имаме овде стан, имаме тука и така да ајте малце да смениме за празниците, да се искористи во времето да се. Ајде кажеме езеро. Супер е да кажеме, езерото е најубаво, за езерото дојдовме. Денес ќе разгледуваме. Предивно, дивни људи. Преубаво, прекрасни луѓе, храна, секоја чест македонци. Преубаво е, воодушевени сме од вашата љубезност. Првомајските празници го означуваат и официјално почетокот на туристичката сезона на брегот на Охридското езеро. Охрид е домаќин на 8-та регионална наставничка конференција Светот на образованието ги брише границите. На конференцијата учествуваат 250 образовни лидери од 6 земји во регионов. Денеска во Охрид започна регионалната наставничка конференција Креативно учителско творештво, што се одржува по 8ми пат. Станува збор за исклучително важен настан во кој централна тема е наставникот, тимската работа и релацијата наставник-дете. На настанот учествуваат 250 просветни работници од Македонија, Хрватска, Србија, Босна и Херцеговина и Црна Гора. На свеченото отварање пред присутните се обрати председателот на Советот на општина Охрид, Перчо Божиновски. Секој оној кој се занимава со просветна дејност или има каков и да е придонес во образовниот процес е мисионер на најблагородната професија во животот, поучувањето и учењето. Само образован човек може да ги менува работите на подобро. Само описменети можеме да ги дофатиме сите висини на светот, недостижното станува достапно, а далечното блиско. Токму затоа настани од ваков тип се едни од најважните за сите нас и треба почесто да се организираат, затоа што се што ќе научите станува ваше богатство, богатство што не може да ви биде одземено без разлика дали ќе учите во зградата наречена училиште или ќе учите од животниот учител. Учењето нови работи е безвременско задоволство и безценето богатство, истакна меѓу другото Божиновски. Во рамки на конференцијата, учесниците ќе имаат тимско учење преку истражување и примена на различни вештини на повеќе локации низ Охрид, меѓу кои и во манастирскиот комплекс Свети Наум и во наколната населба Залив на Коските кај градиште. Организатор на настанот се Асоцијацијата на најдобри наставници и лидери во регионот, Креатива Сдруженијето на креативни просветни работници и Балканската наставничка мрежа. Конференцијата завршува во недела со доделување сертификати за учесниците. И годинава традиционално на 7 мај стружани и многобројните гости од земјава и од странство ќе бидат сведоци на најголемата, најторжествената сенародна струшка литија Еордија, една од најпознатите во целиот православен свет. На 7 мај во храмот на Светиот великомаченик Георгиј во Струга, со почеток во 16 часот ќе биде отслужена празничната вечерна богослужба, на која се очекува да присуствува и неговото блаженство архиепископот Охридски и македонски господин Стефан. Потоа следи свечената Еордија, литија со чесните мошти на великомаченикот и на неговата чудотворна икона. Чесните мошти ќе бидат изложени во храмот за поклонение, пред да започне вечерната богослужба, се до започнувањето на Еордијата.
Оваа година на литијата ќе биде изнесена и чесната икона на мајката Божја Гликофилуса, сладколюбива или умиление. Древната струшка литија пред повеќе од една деценија беше обновена и збогатена со присуството на чесните мошти на Свети Георги Победоносец, кој на раскошно украсен епитаф се носат од манастирот посветен на светецот во Рајчица. СВР Охрид со засилени контроли за празникот. На 1 мај од 16 до 22 часот на подрачјето на СВР Охрид превземени се засилени сообраќајни контроли. При тоа полициските службеници контролирале 280 возачи на моторни возила, во Охрид 85, Струга 77, Кичево 65 и Дебар 53. При тоа утврдено е дека 19 возачи управувале возило под дејство на алкохол, во Охрид 4, Струга 7, Кичево 3, Дебар 5, пошто веднаш се исклучени од сообраќај, одземени им се возачките документи и издадени им се прекршочни платни налози, информира портпаролот на СВР Охрид Стефан Димовски. Почитувани гледачи, ова е се во првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам за вниманието со кој не следевте. Имајте пријатен викенд.